Добро вечер, Охриде. Ми се допаѓа интимноста на овој настан. Дали сте здрави и живи, тоа е многу битно прашање во овие околности, се надевам, да. Извинете, јас што сум без маска, ама, нели, да. Вие сте со маски и тоа е позитивно, така да предлагам да почнеме. Маски се изнагледавме последнава година. Преако е. Кој шо стаса, стаде место маска. Посебно казниот го почнеа да пишат. Овие младиве пашињава полицајци. Го гледаш вака, прво не му вервам дека е полицаец уште. Нема то на CV набилдано. Значи не можеш, брат, за да си полицаец, прво треба на некој од рибари да му ја имаш влепено една. Второ, треба да имаш глуп прекар, како, не знам, пример, коска, трска, нешто, не знам. Тука јас не навлегувам. Бидете креативни и посетете ме в станица од кого кажав ова. Бурек со месо јадам, фала. Нема везе, значи овие намерно ги спомнав, зашто ги знам двајцата ми се пријатели и кога бев ковид позитивен, леле како звучи тоа, како Оскар да јам добиено во животов. Јас своевремено бев ковид позитивен. What the fuck? И ми се јави дотичен. Значи сега наши сме, ова е одбрано друштво, така да можам и се отворам, специјален ќе е настанов. Значи буквално Аце Коскана ми се јави. Зашто ме контролираја по телефон секоја вечер дали сум дома. Јас требаше да речам да. Тоа е. Контролава, ти теквид. И ми се јават, ало, Николче, шо правиш? Ти шо правиш? Викам, мало одмараме. Нешто по дома се собра. Со фамилијава се видиме. Не си имавме видено и решивме едно 20 дена се видиме. Со блискава фамилија, што ми се овие мојве, инфицираниве. Викат, Аце на телефон од полиција. Добро, викам, Аце Коска. Охо! Одма ентузијазам вака добив. Дали, окей, све, нешто ак ти треби, тука сум. Господе Боже, еј. Па не знам, Анджелина Джоли да ме имаше љубнато, немаше вака да се фалям. До толку појако ми стана. Не. И си викам, сите можни варијанти на маски ги видовме, од кога почнеа да казват полицајциве да пишат казни. Се кој што стаса стави. Раткапна од југо, 45 имам видено, некој вака да се криет. Од кого виде Джандаров. Овде вака подкршена демек за филтрација она, знаеш. Special edition. Со лепак глуп од онај кафе авион, што не знам заш постојат на планетава таков тип на лепак. Од сите бои на планетава кафеава некоја што не е ни кафеава смрдена. Значи влечка кога ќе видам од Чик Куманово, ја гледам, ја споредвам со лепаков овај и викам ова дизајн имат. Не можам да сват, залепено вака, фап, не знам шо. Некој парче гаќа, некој чипка додале за да е демек маскава. Та од април лани стаена срасната со ткивово вака, да му се дупни, некој ќе си мисли че имат пресечено во бричењето. Ни за бричење не ја вадит маскава. Буквално до таа мера, значи буквално секакви типови на маски. И најлоша можна комбинација е колку сакаш мачи се, море не со спрејој, со маски со наочара, ако мораш да носиш или за сонце. Немат полошо. Немат полошо како сакаш суптилно диши во себе, пак ќе се замаглит. 6 пати ми се деси, жена ми ме пуштат на продавница, се загинав, човече. Ми се јавуват по телефон после 1 сат, викат, кај си бре стоко, пред 1 сат те пуштив, лепи млеко а купиш. Викам, појма, неам, кај сум, жено. Далјан некаде она му бев заминат. Место пред зграда, катастрофа. Катастрофа. Али омилени ми беа, кога ги видов келнеркиве, ондека посебно кај оние за кафе, шо се како се викат славицине, мавицине. Еј, ко се појавија туку наеднаш, опнато со плексиглас. Со плексиглас тајно, шо е тома? Визир. О, бобо, како само звучи парче ефтин плексиглас. Од Кина дојден. Значи, да го видиш негде рандом продавница, нема ни да го пулиш. Ама ако ќе го стај таја шо преш, еве визирно сам. О, зборви ми, пак стајано со циркончиња.
со не знам, со 3 пичке матерни и се понашат ко да носит долен веш од Викторија Секрет, синкиртанга има топнато, разбираш? Застанато вака, порано, например, забегвеа жениве со ногти праење. На времето, не знам дали се сеќавате, посебно за слави, за Великден и за не знам, ноктите иконостас направени. Иконостас направени за кој ќе ја љубниш на рака да ти поможит. Да, за Господ здравие да дајте. И кој ќе влезеше некоја, например, на козметичар, викаше здраво, козметичар, да, а зограф имате? Иконостас ми требите овдека. Овде вака кај олтаров овдека? Да. И овде мотиви од воскресение сакам на Чулчево. Зашко ќе се почеша, што е ко да си воскреснал. Тоа беше порано. Ја љубвиш и даваш 100 денари и викаш за многу години да поможите. Да поможи ако те фатит со таа комбинација има ти поможи бате. О, виша сила одма во рајот ќе си. Одма се. Тоа беше порано, значи така со ногти се забегвеше се ова се. Сега почнаа со овие плекси гласојве со не знам визир ставен, со малце со косолед диодички со некој фрагмент со фиу вау миу. Ја гледам и ми идат вака да и се доближам, да и хухнам на џамчено, вака, и да ги напишам лове. Stay with us, baby. А мислам дека најзагрозена категорија од сите не беа дури ни угостители. Не. Не беа дури ни, не знам, туризмот, нели, да, беа загрозени, но не најзагрозени, нити глумци, пеачи, музичари, не, најзагрозена категорија, посебно од кога се воведе полициски час, се овие што клецет туѓи жени. Еј, 2 месеци да не видиш голф караван паркиран гор на порта. Леле, за лек да немате, еј, да оиш негде она му видобиш, така и некој видовид, и да речиш, брат, хемороиди имам, помагај, и тој ќе види таму негде кај што гледат. И што е најако видовид, ако е, да се изненади дека си дошол, бати видовиот. Ти текве, знаеш, исто ќе ти речи, ќе оиш гор напорта, ќе видиш гол караван, ќе се клецат, ќе ти поможит. Не бе, брат, немаше. Порано, дури некојаш навечер така излегвев од што иштав ми беше да бидам сведок на таков љубовен чин. Оиш и само гледаш, она си балансират вака, голфчево караванче, преубо стакла запотени, музиче, некое суптилно. Со друштво ке си се соберевме, семки земи си гледаш софт порн. Преубо. Пак уште ако излезит брачеда или тетка некоја, охо, се чувствувам како дел од продукцијата, одма. Одма ми е подруго ми е скроз, да, фала. Да бе, и го гледаш вака, значи тоа, играт у ритму музике за плес. Голчево си балансират, амортизериве ги тестират лево, десно и туку наеднаш само ке видиш она газ некој запотен на шофершајбна, испотена скроз, замаглена е и само гледаш вака, ке се залепит. Леле, Господе Боже, се залепит и гледаш вака. Гребит по она и вака и дишит како што ојд вака. Ова како што е motion picture-ов, ти теквид, дишит вака. И како што дишит потит кај стаклено во вертикала вака. Почуиме само. И што е најако, дур трај таксијава, наеднаш само гледаш 2 рачина од страна. Ги гледам и си викам, која е позава јеботе? Аха, добро, тоа е вака, таа е вака, менјачовка е. Ми немат логика, майндфак тотален, еј. Ама то беше на времето, кој имаше една слобода, кој имаше, не знам, си ја земиш, сте се чедо наше, чедо ваше, се засакале, и гор на порта, факао и готово.
Немат полициски час 2 месеци, зубеснаја човече, овие швалериштава, шо клецет по куќи. Мадињата олка е потечени, абе ко пес вака, ко мачор во февруар да вртит по дома вака. Митре шо ти е? Остај го Митрета, ке не оплоди ците. Не, врти двака, веќе немаше, она ке почне, уште месец дена ако имаше полициски час, она тотално затварање, ке појдеа човече нова револуција, ке направеа пред Министерство за здравство, ке му појдеа на Филипче, ке му речеа, брат, дој бе олабај бе, море види колкај ми се бе, не можам, пој ке да издржам човече. Кој пичке материна, не можам брат, морам да го измрестам лососов некаде. Во плитко не се мрести това, знаеш која животиња е, треба го исцедам. Море брат, ке ми дојд, ке дупнам овдека, море нафта ке излезит. Или пушти, или нати ги ташациве, би се, виш како е, пичка ви материна. Тоа е заебана револуција. Заебано скросе, немој ги разбирам. И ги разбирам тотално. Немаш клецано 2 месеци, преако. Иначе, за време на оваа криза, јас ја запознав својата околина, ги запознав соседите. Знаеш, луѓе обично ги знаеш, мислам, ти се вртет низ малава, ама не ги знаеш во детали. Сега успеав во детали да ги запознам. И преако ми е ептено на вау дури. Например, имаме еден чикац во како се викат во зградата, кај што живеам, и една мала увертира, значи кај нас, во зградата, во кујната нема вентилација. Сега знам дека ова не ви е од животна важност, ама важно е за причава. Значи во кујната нема вентилација, но има вентилација во ВЦ. Да, а ВЦ-во и кујнава ги делите еден зид. Дали ме следите? И овај мудрецов взел на своја рака и, например, го дупнал зидот, значи, од кујната и си ја поврзал вентилацијава од кујната со ова од ВЦ. Ке речеше убоде, да, ма јас са бајле, кој ќе одам во ВЦ на помфрит ми мирисат. Посебно мамурен ако си, Господе Боже, влегвиш во ВЦ, глата, не знаеш кај ти е од сабајле, она, си мислям, уште в пап сме заглавени. Седвам нашолја и викам и 2 порци пилешки прсти, молим те, леле. Седам она корнит на манџојни од сабајле, сите рецепти му ги научив, дуркењам. И што ми се дешават, мајнфак тотален. Давам се од себе и гледам си кам пичка, материна човече, граф јадев, мусака излегвит. Не треба положо да е, овде полбо излегвит. И станвам, пуштам вода, оставам бакшиш за келнерката од пабов. Не барам фискална, не е битно. Страшно, тоа е тој еден сосед. Други, например, комшиве врата до врата, што сме, му го грабија станот. Му го грабија и си викам, убонив што му го грабија. Зиш можеше мене да ми го грабија. Ам сега знам дека си мислите дека сум клето ѓубре, ама сам да ве прашам, кој е тој бе што ќе дојдат кратци и влегват кај комшијата, викат, не таму, не, слободно кај мене влезете, дојдете, не, остај, комшија е тој, ела си ваму, ела, мезе ќе ви направам, ќе си седниме, земи си, шо ти душа са, кој е тој што го вика то? Мислам, не му посаквам на никој, она несреќа све, ама сега ако морам да бирам по него, нека го скапат, што? И не е битно. Не зеле кузничо, не знам шо таму. Ама јас и жена ми први на местово на Удесов. Дојдовме, сведоци први, гледам вратава средена, профи, добро. И шо правиме, ништо, се јавувам во полиција. Вртам во полиција, викам, ало, добар ден. Се извинувам, сакаме да пријавиме кражба, кај комшијава е случајна. Ве молам, пуштете полицајци да дојдат на терен. И тој оттаму полицајцот ми кат, момента, на чие име се води станот?
Брат му викам, ти се јави в кражба да пријавам. Не те барам за кредитор за стамбен кредит во Стопанска да аплицираме. Од кај знам море подома кој му е главниот, што му се фетиши. Што ги палит, кој да бидит газда, кој е доминантниот, појма немам. Луѓево се тие, адресава е таја, видете, полиција сте. Ак не знаеш ти, море, Јоне, имаш онлайн катастар. Чукни таму на компјутерот, проверете, дојдете. И тој нервозен. Нервозен, протестна нота изрази. Да, одма ми рече, дечко, ова не ти е тебе вие кој што мислите таму, младиве. Не е ова ко на филмојне. Не, брат, оригинал ко на филмојне. Исто ко на филмојне, ова ти е science fiction со доза на black horror, тоа е ова. Мислам, шо треби да очеквам? Кој ќе викам полиција за кражба или за нешто, се јавуваш и викаш сакам да пријавам кражба и тој оттаму ти викат нема проблем, само претходно да одговорите на неколку енигматски прашања. Одговорете точно и екипите се на терен. Што е тоа? Дзидзидосано? Значи варваросано? Нигде дзирка, джанам ни прозирка. Ти викаш, добро бе, добро, ајде, јајце, погрешен одговор, точниот е дивоградба, повеќе среќа во наредното коло. То се тие некои моменти, разбираш, чудни. Да, исто приметив дека пред зграда секоја вечер научен симпозиум се правите. Да, научници, експерти од сите можни и неможни имат експерт за област што уште не е измислена. Експерти, она. И ги слушаш, сакаш, не екиш, тука си, немаат шетање во мутаму, ги слушаш муабетиве и почнав дури секоја вечер да ги слушам и да ги запишувам, обрна внимание, муабетиве што ги прават. Абе, море, и овие, море, лекариве, брат, аман векам, трен малу море да си по-позитивен. Мера мислам, то не е многу убаво овие времења да си позитивен, ама како и да. Требит море, братче, малу полавам, ја море до сега ти измислев лик за корона, само не сем ангажирано. Не сем ангажирано, иначе кој? Јас? Сега ќе ти измислям лек против корона. 2 лајци, сода бикарбона, и 6 лимони цедени во млака вода. Ете го, само не е докажан уште. Ама во млака вода мора да се. Зашто ако е ладна, ќе се излечиш од корона, ќе те фатат крајници, никаквата е. Ова пред зграда се дешава. Едно паше исто има такво лабаво од Влашка мала. И тој нешто кажу во причава и викаат, брат, што правиш муавет, море, ман. Овие докториве се брат, папа. Одам јас пред некој ден и манов ми викат, братче, немој, море, ман, да се дрогираш, знаеш ќе умриш. И го гледам и му викам, амак не се дрогирам као ќе умрам. Ти теквит, брат. Добро. Ми викаат, брат, докторов, брат, тоа е то, или ќе се откажеш, или тоа е. Му викам, не е то, море, брат, докторе, ман, финтава е. Не јас да не се дрогирам, превентива, мевентива е, бате. Финтава е, брат, ти да измислиш да се дрогирам и да не умрам. И ме гледат докторов и ми викам, брат, тогаш сите ќе се дрогират. Па даде! Позитива на денот, на рингтон го ставив, она. Сабајле да се разбудаме, да викат, брат, ман. Прејако. И шо друго приметив дека ептен, она, народов агресија го пука, те. Гледам, читам по овие по порталиве, секој ден некој се млати, нешто. И можеш да го приметиш дека агресија имат кај луѓе многу по децава, најпој ќе се примети. Она, играме пред зграда нешто со мојве и таму некои други дечиња таму потака на дистанца нешто, ко се појави еден екземплар, не да беше клето, проклето, дете такво неам видено.
И да ти оддалеку вака, со пцуење, со викање, мало море 4,5 години нек да при вакво клето, лелеј, в куќи да не ти е. Resident Evil, она, вакво. И да ти кажа, пичка и мачина, оно глупи момичиша, ма фосете се мор таму, повикаме. Малиов левел кревање. Ма фосете се таму, мори, пичка и мачина, глупи момичиша. Леле, викам, Никола, превземај нешто со нож ке ги издупи това. Ама што да превземиш со него, не можеш нормално ко со другиве, она прво 3 фази имат, увертира, нешто прво пример му викаш, немој пиле така. Тоа е прва фаза, втора фаза, ако не престани му викаш, ама пиле, молим те, немој сега така. Не е убаво. И трета фаза е, ама молим те, ќе му кажам на татко ти. То се за нормално дете се користат тие 3 фази. Со ова викам нема шанса. Бегај ќе му речам, нешто ќе ме скини овдека. Вио, какво е клето, морета проклето и. Колнеше ко баба пешчанка. Абе, проклето, она го гледаш и не ти се верви. И сега си викам, шо ми преостанви овде да превземам, а да не е фатално, сепак дете, нешто морам, буди креативан, ајде сега да видам и шо ми текна, да направам нешто да е најбезболно, за да му помини, си викам со крстена вода да го испрскам. Нешто да излезит лошото е, да, ама точно го ќе ти требит, немат крстена вода. И сега што да правам, ај чекај да видам, си викам, дај на YouTube ке видам дали имат она да крстиш вода само на do it yourself нешто. Имат за све и свашта, она гледам клипче, не бе, немат, си викам, не бе, овие кај кажвеле шо е финтата, нема шанси. И ми текна, имам другар на теолошки, шо е му се јавам, му викам, брат, во фрка сум опасна, овдека стварно е, овдека се работи за многу озбилна работа, жити се, кажи ми некако да ја крстиме водава, за морам да действувам, да спасам цивили требит. Тој ми вика, брат, извини, не го јам тој испит земено, неам лиценца, јеби га. Ништо, викам, леле, сеја шопрам, ај реков по посеќавање од она што сум гледал, ќе пробам нешто да направам, зашто ова готово, пцует колните и готово, ги уби овие. И вика, зедов нешто овдека вода, земам вода во еден леген и викам, валјда вака е, не знам, немам во името на тој што го создаде ова клетово, и што остаде простор во неговата меморија да настанат багој, те молам, форматирај го и да го преинсталираме, и го потурив со та водата, го шлякнав тука, ко почна да пискат, ко почна ко лошото да излегвит од него, вакво, баби веќе оплетат на клупа пред зграда, вака, се застанаја, викет, умори, овај колче избраниот бил. Леле, го спаси детено, мори, го спаси детено. Овај джанако викат, брат, ти си бил исцелител. Пиштит, детео, пиштит, пиштит, пошто јас со джешка вода го попарив. Немав друга, му фукнав джешка, зовриена, да виш како не ќе се откажиш, ќе те репам. Тоа беше, знаеш, такви некои, фала. Такви некои чудни, такви некои чудни заебанци. И не можеш и да сакаш, и да некиш, го мразиш, море, само што ќе го видиш како се понашат, како колнит, ко баба пешчанка, вакво, глупема мичишća, пичка, без да сакаш. И покрај тоа што е детенце, го мразиш, знаеш, заш клето е. Посилно е од тебе некако, не знам. Заш не речам така, бе, за некое што е со сите петки, заш е загреота. Заш е душиче кутро, бубалица, цел живот. Така му се паднало. Родителиве, место поклон за роден ден, збирка за дачи му купат. По математика, го мамато не му ике да не ош на плажа, сонце му е. На плажа да не миош мило, то само за глупие. Те господе. Душичка, ти иде да го посвоиш тука одма. И сикам, пичка му материна, бе, море. Сега да не знае човек како да постапи, си викам, која е, мајку му стара, смислата на животот? Ова пред зграда си го викам.
Секоја вечер, која е смислата на животот? То порано беше најважното прашање на светов. Која е смислата на животот? Сега не е најважното прашање. Сега најважното прашање е што ќе ајме денес? Секој ден, 1000 пати и немат одговор, немат константа, пример бурек и готово. Се реши прашањето, одиме понатаму. Не, таман сте јаделе, те прашви, што ќе ајме? Не знам, ти што сакаш? Појма немам. Ти, шпагети, веќе шпагети, секој ден шпагети. Па пичко материјал, ти дај идеја. И ке речи убо, ај, граф ке свариме, убо, ај, добро. Таман сте го свариле, пак, што ке вечераме? Пичку материну, дур не готово, дур не црклиш, дур готово, не те закопет, после црвија прашва, што ке ајме? Што дал Господ? Буквално. Тоа е. Да, еднаш во животот ќе се десит, ќе имате некаков јубилеј со дамата, нешто специјален повод, ќе станиш целиот од сабајле, облечен во ленена кошула, во нешто, појма немам, она блага еротика да бликат од тебе и ќе речиш, злато мое, денес ова е специјален ден, срце мое, иш да не ми се секираш, танк не реди си на душичето, јас денес знам шо ќе јајме, јас, мила моја, денес ќе го подготвам ручекот, ќе ти направам специјалитет, ќе сготвам шкампи во сос од 3 пичке материне. И ќе земиш, ќе се разготвиш тука морковче вака сецкано по фенгшуј, по не знам јин-јанг, фунг-зинг-данг, да звонит кујнава. Цел ден готви, сосој прај, не знам шо, после 7 сати свејки ќе запалиш, ќе седните и со драгава Господја ќе направите на тие шкамбулињата само боц, и готово, ќе снемат. Заш се шо е убо кратко трајт. Се шо е убо, кратко трајт, одма го немат, готово. Одма, кратко трајт, знаеш, немат, тоа е то. Стај босански лонац, например, зелка варена дома, да видиш до која ќе трајт. Години во фрижидер ќе стоит и никој не превземат одговорност за тој терористички акт. Алка е да се оградуваат, викат то на алкаедански значи не брат, ние правиме пиздари во светов, ама ова е босански лонац. Нема шанса и немат, ке стои таму дурне муфлосат 6 пати и со си фрижидер ке сакате да го отстраните од куќава. Ќе се соберит советот на безбедноста кој што ги сочинува сите членови на семејството и сите едногласно ќе се согласат, не, ова мора да се мафнит. И да се мафнит, ама и тоа е процедура. Заш не можеш само ко обично јадење, ко граф, ко нешто, а го историш в шолја. Не, брат, ова ако го историш в шолја, ќе се затнит малата, готово. Требит со експерти од ниско градба да дојдат тука, со сајла да го патурат. Зато, заш вечно трајт, заш е проклето. Купи 6 кила ребра, преубај се. 6 кила ребра. 3 кила ќе одат само с караджијава дур ги пробвит за соль. Очо се преубај. Разбираш, и ке речи, брат, видете, не знам за соль дали ги погодив, не можев убо да пробам. Заш се преубај. И така е и во све. Се шо е убо, кратко трајт, се шо е проклето, вечност јеботе. Вечност и то исто дури и во брак е така приметив. Во брак времето се мери во зависност од тоа како ти е во бракот. Ако си задоволен, ако ти е преубо волшебно, ако сопругата ти е, не знам, инспирација, времето летат. Не ке можеш да приметиш кога поминаја 25 години, човече, ко вчера да беше. Ако ти е клетота проклето, леле, 5 минути не можат да поминат, 5 минути, зависи како ќе течи времето, например, ако не ти е толку волшебно, само ќе ти речи, морат секој ден сатоите да се местат во зависност од тоа како ти е атмосферата. И сопругава ќе речи, извини, колку е сатот? 10 до да ми опушиш! Шо зборувиш, бе? Јас пак мислев дека е 15 до цркни пичка ти материна.
Како летат време во куќе ти е преубо. Ти текви, то се тие некои моменти. И имаше случаи, јас гледам и читам по веснициве кај шо готово ке се испоколеа дома. Не беа луѓево навикнати да се поднесат, да се ишти со партнерот по цели деној по дома, да не сте на работа 7-8 сати, да сејте вака. Леле човече, емнио сакат да се разделит, барат да кикснит оваја, таја исто сакат, ама немат. Никој не киксат, разбираш, ко на двобој цело време вака застанати. Ако мрдниш, киксвиш, ако киксниш, губиш, ако губиш, плаќаш, алиментација. И вака цело време она накострешени, неизе ке истигнит, например, порака на месенџер, пинг, ке направи телефонот и ете го тој. Кој ти ема овај? Кој ти пишит пичка ти материна во ова време? Кој ти пишит? Кој ти пишит сега бе, жено, те фатив. Шо море кој ми пишит 2 поручеке, човече. 2 поручеке, мама ми пишит на месенџер, рецепта за сарми ми пушти 101 за тебе. Разбираш, таја исто, тој еднаш ке уплатит, не знам, спортска прогноза, 50 денари дал за ливче, кутриот, после 6 години. 50 денари дал. Таја готово скандал. Скандал, излегла на тераса со децава тука, изнајмила озвучение. Лабино саунд дојдени таму, местат рефлектори, озвучение, микрофони, пратечи вокали зад неа. Спектакл на годината, излезена на тераса и викат леле! Ја Прокоцка! Фамилијата! И овие пратечиве во позадина. Oh yes he did. Save us Lord. Ќе не остај на улица. Ој филмот му пукнал и да викат престани, ори, што туку правиш овдека скандали, пичка, материна. Што туку правиш скандали, бе, човече. Која фамилија Морија Прокоцка, застани, нека не ни се смеет комшије, мори срамат. Влези, се разбериме ко луѓе. А фамилија Прокоцка, 50 денари уплатив на ливче и то ги најдов на тротоар. Застаната таја не е ништо јасно. Сваќат дека тро претера. Ваму децава кабли берат. Се откажа концертот поради COVID-19. Одложен за година. Влези на тремори, 50 денари ги најдов на тротоари, ги уплатиш, нема ме викаш да ми драматизираш, да ме правиш скандали. Никој не фрлят пари во денешно време. Фрлят. Не фрлят. Фрлят. Не фрлят. Фрлят. Кој фрлят бе? Јас. Ги фрлив 50 денари, ги најдов и ги уплатив одма. За да инвестирам. Шо мислиш ти, мори, јас одам спортска играм за мене? Не. За вас играм. Одам таму инвестирам, губам. За на сите да ви е баува. Скандали таму нешто. Пичку матере. И застанати. И најако ми е кога речат жениве, после еден ваков чин, кога речат, маживе се визуелни суштества. Да. Како не сме биле. Мислам, суштества сме, визуелни не сме. Демек, жениве си мислат дека ако се накитиш ко елка за нова година и тој маж ти ќе те запамтит. Не, не, да ви кажам искрено, не. Маш не памтит, значи, по не знам фигура, фризурата, накитот бил према север, свртен према југ, не. Шлицот било не овде ко на времето, не, сега овде вака се носи. Да, важи. Не, ништо не памтит. Некои поедини мажи дури ни името на сопругата не го памтет. Да ме вервите, зато на Галено ја вика Цуцо! Мислам, Цуцо, бе. Цуцо не ја вика то што ја сакат.
Цуцо не е име за некој што го љубиш бескрајно, цуцо е име за свинска полутка. Цуцо! Румунска обработка. Цуцо ја викат, зашто му е полесно за памтење, пошто заборај како се викаше цуца. На времето ко се движи, ако можеа да појдат до кај стари венезини, ке појдеа и татко и ке и се обратеше, ке и речеше Силве! Донеси ми го кебено злато. Да бе, Силве, памти брат, палти. Цуцо и едно пиво, толку 3 секунди меморија. Зато сакам да ти кажам, маживе не памтет по не знам визуелно, по не знам шо, демек јас ке му се појавам, тој ке ме запамтит, не. Маж памтит по распоред. По распоред. Утре во 7 вечерта. Кој помина од овде го ебав? Дали е жена ти? Твојата? Туѓа? Мајка е? Маж? Не бират? Шо ќе поминит ќе клетваме? Таков е распоредот. Не ја оптеретува својата меморија. И сега 100% имат барем една феминистка во публика и покрај тоа што 40 души од 20 вечера. Дали имат една феминистка со аплауз? Добро паметна, не е битна. Не кажам. Значи 100% имат и си викат, леле, колку му се овие шовинистички, бе, леле, демек, знаеш, шеги. И пресладки ми се за тоа. Ама само сакам да ја опишам реалноста, дека такви мажи постојат и се ќе ви даме еден друг пример. Седам дома, нема везе, и идат девојчево мое, малово, 4 години имат, и дојде и само вика, тато, јас ја имам најубавата мајка на светот. Вака ме смрзна, човече, во моментот. Ме смрзна, се свртив и реков, повтори, сонце. Повтори на тато Милото, како рече, како? Кажи ми, Мило, кажи ми, слободно. Тато, јас ја имам најубавата мајка на светот. Стој, памти, Мило, памти. Не мрдај, стој. Злато, дојди молим те, нешто малава сака да ти кажи. Дојди пиле мало и да сопругава, дојде, вика да, повели, кажи. Кажи пиле, кажи, молим те, плиз, кажи, молим те, кажи. И малава вика, мама, јас ја имам најубавата мајка на светот. Ја гледам во очи и викам, знам, Злато, јас ти ја одбрав. Win! Еве го човекот. Да, можев да одберам нешто просечно, но не. Тато има вкус сепак. Не. Значи, без разлика колку и да пиздат феминисткиве, постоиме на планетава, сакам да кажам. Може да сме најпроклети, ама постоиме. Тоа е то. Тоа е то, значи, може за една жена да станит мајка, и ова е научно докажано, таму некаде некој маж мора да придонесит. Таму некаде, не знам, во ВЦ во Джезин, на стадион в Грмушки, гор на порта во голфот, не знам, на кој шо му се допаѓат. За жената да постанит мајка, маж морат малце да придонесит. Дури и да се модерни, тотали прогресив, не знам, да се две лесбијки, хомосексуалки и да сакат да име дете, маж морат барем една капка да придонесит. Мора, тоа е тоа, јеби ga, таков е светот, поима немам што да речем друго, а да биде попаметно. И сега во однос на феминистичкава прича ми се деси ова, реално, пред да почнат со рестрикции, со затварање, одам в пекара со две дечиња, со две чеда мои малолетни, влегвам в пекара и оваја туку се сврте продавачицава таму, она, кој некоја хостеса беше, и ја виде малава и одма ни добар ден повелете, ништо не, директива вака само и викат. Леле Моритаја, леле, како се викаш ма? Злато! Малава ја гледат вака, гледат некое суштество непознато, прв пат што го гледат во животов и само вака и направи. Ги имам дресирано, ко хиени да се понаше, да, виден ти се обрати некој непознат, скини го ојму, чако цуки тука и вака ја гледат.
И ова се збуни, не очекваше таков фидбек, знаеш. Застана вака и викат: "Шо се срамиш, мори? Шо се срамиш?" Да, јас се свртив и викам: "Шо се срамиш, душо мое? 4-годишно девојче. Ти впрочем требаше да влезиш овде во, како се викат, во пекарава и да речиш: "Здраво, се викам Михаела, ама викајте ме Дърти Бич. Кај е шипката срце? Дур се вртам на шипкава, спреми ми 2 гевреци кифлап и невла 1 геврек. Fuck yeah!" Така мило му е, на 4 години е нормално да се понашаш. И ја гледат и викат: "Мори, ти не треби да се срамиш, ти си мори девојка." Си викам: "Ти кузнит колку не се имаш срамено, она му кај касарна на времето. Имаш бризо и земано." Мори, ти не треби да се срамиш, мори, ти си девојка. Овие машкиве нек се срамет, тие се глупи. И сега ситуацијава е, девојче во една страна, синче од друга страна. И осетив дека веќе, знаеш, немат баланс во космосов. Знаеш, не се појави некоја феминистка да речи: не, баланс треба да има. Не се појави. И викам: "Ќе морам изгледа сам да превземам, тоа е тоа." Гледам, неубаво му падна на синчево и викам: "Сега ќе ти го ебам мамето." И викам: "Не се сите машки глупи." Пауза. Ко сега. Исто. И таа не се осети што рече, само направи вака: Ама не, јас не мислев на тебе." Викам: "Опушти се, сега почвиме, и јас не мислев на тебе." Лававо, ќе потрај тоа, така да. Викам: нема везе, значи не се осетив нити повреден, нити ништо, само сакам да ти укажам на фактот дека не сите машки се глупи, зашто е една прилично широка категорија. Не можеш да речиш сите машки на планетава се глупи, затоа што во таа широка категорија спаѓаат одредени што, например, не се воопшто глупи, како, например, Алберт Ајнштајн, Илон Маск, не знам, Стив Џобс, Томас Едисон, кој ти подари сијалица. Нешто што ти можеш дома да го згаснеш, кој ќе се клецате со твојот глуп маж. Така да не сите мажи, сестро, се глупи, како што не и сите жени се паметни, како што покажува примерот. Но факт е дека жените во принцип се попаметни од мажите. Тоа е факт. Факт е, ќе го повторам, жените се попаметни од мажите. И јас ова не го викам заш го мислам. Не. Го викам заш сум паметен. Да. Заш ако го речев обратно, ако речев маживе се брат каде попаметни од жениве, готово, овде кога имаше протести, нов хаштаг ќе имаше, кенселинг ќе имаше, 4 феминистки со бензин ќе се запалеа, и ќе ми се ебеше и таја кариера што имам во животов постигнато во македонски народни приказни, така да не. Жените се попаметни од мажите, тоа го викам само затоа што сум паметен. Да. И како таков размислувам на многу длабоки теми. Една од нив е во мигови на осаменост, размислувам и ми текна права филозофија е ова. Например, ми текна дека анусот и репродуктивните органи се едни до други, затоа што животот и срањата течат паралелно. Дајте си време, ова е филозофија, бара интелектуален ангажман. Се надевам дека веќе си го замисливте детално. Шо све ќе ви напикам в глава вечерва, Господе. Ама не, стварно така е. Стварно така е. Анусот е совршен екземплар за срањата во животот. Совршен. Никогаш од таму нешто паметно не излегло. Од анусот, не.
Репродуктивните органи исто така се совршени екземпляри за то каков е животот. Во животот имаш два аспекти. Едниот е преубав, емоција, нежно, совршена клима, совршени влажни услови, топлина, комбинација помеѓу смиреност, емотивност и тотална хистерија, ама преубо, поезија, убајна, погодете кој орган е тоа, да. Вагина, гледај само како звучи, човече. Како вагина, о, бобо. Се пишеле песни, стихови за неа. Вагина, убавина, човече. И другиот аспект од животот е стани, оди, сврши работа, легни. Стани, сврши, легни. Стани, сврши. Погоди кој орган е то. Пенис. То не е ни пенис, то е курац, брате. Ништо немат за тоа измислено, бе. За оваја, за вагина, со некои фустани се шетат, никој не барат одговорност, не викат зошто, не, и викат продолжи. Разбираш? Преуе, се пишат песни, стихови, луѓе се разведват. Фолк хитови се пишат за неа, еден од нив е, например, никој ме нема така љубено. Врв на еротиката во 90-тите. Да, имам трауми од тогаш. Цветници 94-та. Беше кога ја загубив невиноста и зато е ова сега, ова е психотерапија сега за мене. Сватете, преубаво, човече. За вагина коктели се имет измислено, најубав коктел. Джуси, пуси. Господе Боже, замисли колку е комплицирано шанкер да ти дојд некоја лепојка, преуба, слободна, прогресивна, ти дојд на шанков да ти речит, благо пијана, да ти речит, сакам джуси пуси, кој не сакат. Кој е тој ненормален, што не сакат? За курат ништо се немат измислено, немат ни коктел, ни да имат кој ќе го пиет, море. Кој е тој што ќе порачат Чарлз Дикенс сенс? И никогаш нема да биде шотче за шкурац, во принцип прави шотчиња. Пример, велиме, не знам. Нема, најпаметната работа што е за курац, измислено е курац на бициклу. Дали тоа моите да си го замислите, онаму, Влашка Мала по 7 ноември, кај што поминвит на пони точак. Курац. И долу Мадинава, едно во погоре, друго во подолу, само вртат вака на педалине. Тие ја вршат цела работа, овај за курац не го биват. Тоа е врв на нешто што може да се измисли. За тој орган. Курац на бициклу. Најубајот да го одберат на светов. Кастинг да се направи на светско ниво. Најубајот пенис да дојде од, не знам, од онаму Бразил некаде, од што знам јас. Не се разбирам толку во пениси, некој ако може да помогне слободно. Некој е младо, вакво испраено, морјазган љуто, со црвени обравчиња целото, вака заруменето, средено, не со узвратка, средено. Да ги испоштоваме сите, бидете со мене. Да застани вака. Некој е младо, мори целото полно со ентузијазам, со све вакво. И најубото да е, пак овдека, знаеш, во коренон, кај што почват ташацине, вака ко престарено некакво ќе е. Ко да имат проблем со тироидната. Маживе после примеров 2 дена на мочање не ќе појдат. Такво никакво, смрдено. И си викам, види, море, во принцип, колку тешка улога играт овие зборои. Овие зборои се онеправдени кога ќе размислиш. Овие зборои, сиве, што ги кажав досега, значи, се онеправдени од зборои што значат нешто непријатно, нешто срамотно, вулгарно дури. Што се криви, си викам, збороиве, море? Морално некој да се нафати, треба бенефициран стаж да добијат во речникон, на посебна страница да бидат напишани. Пошто, ко се составувал јазикот таму во Ману, ко праеле, не знам, речници едно друго,
за убајве работи, одма зборчиња се нашле преку ВМРО, преку СДС, преку не знам некој, одма убајве места во Речников пополнати. За овие гадни, без ова што висит, никој не икел да се нафатит. Потеле таму, Блаже Конески таму, не знам кој биле собран, пушат нешто, викат, бе брат, никој не сака да се нафатит. Љупичица, сакаш ма ти да се нафатиш за ова? Хај, шо, нафати се, ке те бодоваме плюс. Не, убаво ми е мене, убаво ми е. Може по-ниска плата, вама редовна, цвеќе си е цвеќе. Не можем, извини, не, фала, многу фала, не. Немало кој да се нафатит за ова гнасава. Ова гнасава некапена. И го виделе некој таму се мотал, некој збор по ходници, го виделе во ману, таму му рекле, дечко, како е? Извини, као се викаш? Кур. Дали можеш привремено да се нафатиш? Една рака да ставиш, молим те. Нафати се и од тогаш така. И се нафатил и сите тие зборови што значат такви работи, што се нафатиле да ја вршат та функција, не се доволно истретирани, човече. Лесно е да си љубичица, то секој го може. Лесно е да си срценце, секој го може. Тешко е да си курац. Зато треба да се жртвуваш. Се на коцка да стаиш. Ти губиш секако. Што си курац, браво, брат. Браво, издржа, браво. Зашто и свесен е дека никогаш нема да биде дел од говор на председателот. Никогаш. Не, никогаш тој збор нема да биде, колку и да е изнервиран председателот, повторно и ситуацијата да е ваква критична, никогаш нема да речи, брате, све е укурац, дами и господа, да ме извините. Никогаш тоа нема да се деси. Ке излези председателот, ке употреби сосема друг речник, ке речи, почитувани граѓани, ситуацијата е комплексна, сите сме уморни веќе, потребно е државата да се обнови, потребни ни се толеранција, разбирање, многу љубов, потребни се многу детни семејства. Не, брат, за многу детно семејство не е потребно нити толеранција, љубов, ни разбирање, не е дури потребен ни коефициент на интелигенција. Не, за многу детно семејство е потребно само курпичка и глаголско дејствие. Тоа е, брат. Влегвиш и почекај, не брзај. Заш све што е убаво, кратко трајте. Тоа е потребно. Јас за да ги испочитувам овие зборови што се, што стварат некоја чудна непријатност, решив да ги вметнам во едно уметничко дело, почнав да пишам басни во последно време. Последици на психоза од COVID-19. И моите басни не се како кај Езоп, например, лавот дошол, не. Моите се со малку поживописни ликови, како овие што ви ги спомнав пред малку. Ке ви изрецитирам една басна, ако дозволувате сега, сте за? Со аплауз, да, добро, окей. Баш ми е мило дека сте заинтересирани. Еве една басна, си биле курот и простатата и си шетале низ некоја шумичка, поминале покрај поток и на курот му се примочало и рекол на простатата, извини, молим те, може да подзастаниме, да си измочам веќе, не можам. Простатава го видела и му рекла, аман бре, ме потече. Да, тоа е таа мала филозофија на која што работам деновиве. Еве една друга, например. Си биле млада вагина и една доста по-возрасна, да речем, искусна вагина. Си излегле на кафе, си правиле муабет, пич-прич. И младава вагина ја прашала на повозраснава, поискусна вагина, ја прашала, амар, што е смислата на животот? А поискусната и рекла, прво, отвори уста, после речи феминизам. Да,
знам, многу слојни се басниве, знам. Се сретнале Шајка, Штица и Петица, спонтано онака. Шајката и Штицата биле предходно веќе на местото на настанот, дошла Петицата, се закачила за нив и правеле муабет, се нашле на тема колку трите се антивакцини. Правеле така некое време муабет, после тоа дошол тетанус и им го расипал муабетот. Се сретнале Шприцот и Радоста. Онде Влашка Мала после метадонска терапија. Тешка атмосфера било, не си имале видено 2 месеци. И глупа ситуација, знаеш, се гледат после 2 месеци непријатна атмосфера и пошто Шприцот бил целиот полн со ентузијазам, решил да ја скршит непријатната атмосфера и рекол на Радоста: ама, Сажа, почниме одново. Се сретнале Кефот и Цицките. Ова ми е најака. И Кефов, ко ги видел Цицкиве, леле, пукал целиот од Кефој. Ваков: о, fuck yeah, хајсте бе, цури, се дружиме, ајде, јебеш корона, ке се јам пијачки овде, ка диджејче, миджејче, ке се дружиме, лабаво, уха! Цицкиве пошо од провинција, одма се скриле вака, зад прслук, ќутат, и тој 2 месеци ги молел, ги не знам частел, ги сакал да ги шетат ваму, таму, на кино, не знам шо не направил Кефот, шо не направил, измислил халјини, малини, одмори, 300 чуда и после 2,5 месеци Цицкиве се договариле и решиле, рекле: убабе, ај ке подизлезиме. И таман излегле Цицките, се разибал Кефот. Не знам, не можам понекојаш да се уклопам, можда чудно ви звучам, а некојаш не можам да се уклопам во општество. Например, летоска гледам, одам на плажа и гледам група момци, такви, набилдани, све, леле каква силуета имаја, ко од мермер човече се извајани, со, не знам, бицепси, све, викам, овие убаво се потрудиле. И како што се доближвам вака, ми се разбиструваат сликава, како што се доближвам, фокусирам и гледам прво розева купаќа. Тој другиот до него флуоресцентно зелено, викам, овие брат, ко тапи за нариби се името облечено. Со овие да излезите, да фаќате риби, дојте на блинкер, ќе се скините од рибетини фаќање, да. Можеш само реума со овие да фатиш, ништо друго. Тетовирано делфинче тука, викам, зошто море сине, од сите работи на планетава. Застанати селфи си праеја. Ова ми е најакото. Застанати селфи, едниот го држи телефонов и уште 2-3 вака застанати, лепотани и уште и малце како со муцето вака. Суптилно. Викам, фак бе, зошто бре човече? Не мора да сме во све исти со жениве, мислам, не морат, разбираш? Нека имат малце разлика за да е поинтересно. Жениве та фаза со селфиња, со муце вака, она 94-та ја поминаја. 94-та и тогаш немаше ни спонзори за ботоксче, мотоксче, филери, милери. Не, капачиња цица е од Кока-кола. И тоа е факт, не го имам ни измислено, знам личност што цицаше капаче од Кока-кола, например 5 минути, го ваќат и викат на другаркава: сликај па омерно да ќе ми спадне муцево. Та фаза ја помина 94-та, сега ако ќе ги видиш на Инстаграм неко капаче од Кока-кола, ко капак од буре за Зелка Расол редење да има цицано. Бузава внатре собствена атмосфера, собствен озон имат, озонска дупка са внатре. Вако и застанате, викам, сестро златна, ша стори? Како се шминкаш по Богу, ги чекаш оние од Македонија пат пешачки кои ќе поминват? Со компресорон легвиш до пешачкиов да те поминит? Преубо, супер. Вакви човече ги гледам овие машки, викам, зошто бе брате, не морат во све да сме исти море. А ве ќе немат море, како што е тргнато времево, тестостерон за лек ќе немат.
Ке исчезни, ќе бараме по куќи, ќе име ко на времето во бивша Југославија вегета што бараја комшиве во финџаль, така тестостерон ќе се барат по куќи, по комши. Ке дојде чедово, ке тропнит кај комшијата, ќе отворит комшијата, тој малу назад уште, по старо живеет, не е толку, како се викат, еманципиран. Тој вако ќе, шопа, комшија, шатре, а комшијава ќе дојде целиот софистициран, све како што си треби во чекор со време, да ќе реди, комшија, извини, не можам да зборувам, уво ново ми е муцево. Боли те, ако Бога любиш, да ми наклецаш малце. Тестостеронче, колку заадет. Немаме дома, немаме. Колку заадет, молим те, наклецај ми. Колку да и влепам една на сопругава. На сопругава Јоне. Што да правиме, адето станало од стари. Така ќе биде, знаеш. И некој ќе ми речи, Николче, пак ти немаш никакви сваќања за модерниот начин на живот, негативен си. Сите сме, помалце или повеќе, ова го имам мислено. Сите сме тро негативни, тоа е затоа што така не едуцират од мали. Од мали не учат да сме негативни. Све е со негација. Све е со немој, не фаќај таму, не оди таму. Неој вченки Джесика. Ти ако си Джесика, прво што ќе прашаше, кај се ченки, бе? Све е со негација, све е со, не знам, све е со некои такви заебанци. И буквално, не знам, мајка ќерка да пуштит во дискотека, одма на најнегативните работи мисли. На најнегативните. Сега да ви кажам рандом збор овдека, прво на негативно ќе помислите. Сата пробаме, експеримент да направиме. Сте за? Еве го зборот. Дали сме спремни? Еве го зборот. На кино, ама не е кино, вечерва е... дај ми го жити се. Може? Ево го, дај ми го. Леле, ке ми се зголемит процентов на публика, обичко матер. Молим те, дај ми го, кој е? Целе? Ало, Целе? Чекај, брат, малце, овде нешто се заебав. Шо преш, Целе? Арен. Не ми звучиш ко Арен, брат, напи се С-витамин. Поздрав од Коле. Добро, резиме да направиме. Значи вечерва се скарав со коскана, трскана и со целиот питон. Готов сум, чао. Значи, еве го, рандом збор ќе ви кажам, прво ќе ви асоцират на негативна работа. Спремни сте? Велешта. Кој помисли на љубичици, бе? Не, мене прво на шо ми теквице, дрога, хурви, убиства, тоа е. Никој не помисли прво на позитивна работа. Никој не помисли дека, например, во Велешта можеш да најдеш половен фар за Мерцедес. За 10 евра. Велешта! Преубаво! Позитива. Не, одма на негативно мислиш. И тоа ми беше зборот. Мајка ќерка го ќе пуштат прв пат во дискотека, тоа е врв на негативни доживувања. Ја седви двака и викат, мама, прв пат дојте в дискотека, пази ми се, сонце мое, да ми се пазиш. Да ми се пазиш, мило мое. Да ми се пазиш, некој дрога да ти фрлит во пијачката. Керкава ја гледа и викат, би сакала, но не е тоа ефтино, мама. Некој мило дрога ќе ми ти фрлит, после ќе се испијаните. Значи, прво ќе се рокните, после ќе се испијаните за појако да е дупло. Ќе ми те испијанат, ќе ми те однесат онаму во машконо, ќе те издупат со нож. Ќе те силовет. Да, прво ќе те издупат со нож, после ќе те силовет. Да, за да имат за секој да клајт по нешто. Доволно места да отвориме, да. Како биро за вработување е ова, остваруваме. Да имат за... Дали си нормална, мориш озборвиш. Ке ми те издупат со нож, ке ми те силовет.
после ќе ми те однесат сатеска, ќе те фрлят, ќе си го извалкаш новото блузиче. Врв достигнат. Врв достигнат. Ова, во ваков редослед, во живот досега се нема десено и нема шанси да се деси, така да мајки спокојни бидете. Како прво ти кој ќе излегвиш на секој излегвење, не купвиш ново блузиче. Значи, спокојни бидете. Нема това што го реков да се десит. Ке се издрогирате, секако. Ке си спијаните. Можите и ќе те силовет. Можите на некој не му го посакувам, но има примери во светот. Можите со нож ке те издупат. Све, се надевам дека прво ќе те силовет, после... Мислам, знам дека е болно, знам дека е ненормално, ама пример, еве, избор, ако имавте, мора то да се деси по сценарио, така е, што ќе одберевте, бе? Никој немат мамо да се ебава дојд после таков немил настан до сатеска, да фрлят некого онаму, така да биди факинг релаксирана и гледај бре жено малце позитивно на работите. Гледај, мислам, колку и да е трагично, колку и да е болно, ненормално, ти мораш малу од малу позитивно да размислуваш. Еве да предпоставиме, некој, ако силуват некоја, мислам, ова не се има десено, ова е измислен лик. Не учествувате во немил настан, опуштете се. Настана гадна тишина. Ова е лик од роман кој што не е напишан и нема да се напиши за секој случај. За да не ја силове цурава. Добро? Но да предпоставиме, еве, на научно ниво, како еден вид експеримент, доколку некој некого, некоја силуват, значи била привлечна. Позитивно е. Никој брат фока не сакат да ебават. Замисли на базен седите и туку наеднаш од плитково само фока се појави по бикини, по некои тангици чудни. Фока! Ваква! Одма сите ке речат, ој брат, оди, жити се, шо сум бе јас, црвен крст? Ој ти облюби ја да те видам. Нема шанси, така да морат малце позитивно да се гледат на работите. Ама така сме програмирани, кој што реков. Еве, дури и насекаде има така со негација. Во Божји заповеди да земе пример, еве. Мислам се, јас не сум релевантен некој да го кажувам тоа, ама што во мое е и сум забележал нешто и ќе кажам. Значи, во Божји заповеди, на пример, имаш не лажи. Ја знаете сите, така, не лажи. Глед како некако код негативистичка гледна точка се пристапуваат. Јас, на пример, во живот немам излажано. Никогаш, не, сериозно. Не, кој ќе треби да се лажит, кој ќе западнам во некоја неволја, не сум аматер некој јас да лажам. Не бе си ангажирам професионално лице, внатрешен адвокат имам. Внатрешен во мене си го ангажирам, тој си го превземат случајот, од какви гомна ме имат истаено, Да, ми се имат случајно милиарда пати. Се што другариве в паб, лајна пијани ке се направите, се вракаш дома, ваков целиот штафета направен и отклучвиш вратава, пола сат се мачиш, никако ти успеет, пошто со клjuč за пиво отварање сакаш да отвориш врата дома ти, нема да се десит мајсторе, не. И после пола сат тропање, штракање, ти отварат жена, ти отварат врата, ништо не вели, ти само замин вид. И ти викат, влегви, ајде, 101 пијана, пак лајна се направивте? Злато, се вреѓаме се, што да се вреѓаме, море. Пола сат вратата ја отвораш, тука не можеш да влезиш, отклучено ти оставив. Say no more! И си викаш, немој, поубо, не вели, ќути, зашто шпојке ке се заебиш, и тогаш викам, брат на адвокатов внатрешен, ти превземи, одбрани ме, што треби ке ти платам, молим те, јас овде поќе не можам. И се појавуваат адвокатот, ташна лепотан среден, викате, добро вечер, почитувана господјо, чесен суде, мојот клиент признава дека е виновен за ова извршено, по кој знае кој пат злодело, признаваме, нели, и ти викаш, нормално, но сакам да
да влезе во записникот дека тој не го изврши ова злодело од клети причини, не сакаше да наштети на вас дамо и на семејството, не, тој го направи сето тоа од хумани причини, затоа што, еве, нека влезе во записник, другар негов, цртичка запишете најверен, Филип Ангеличин Жура, со неговата сопруга долго време се обидува. Простете, че сен суде, ова е преемотивно и за мене. Долго време, значи, се обидува на секој возможен и невозможен начин да зачнат, да имаат потомство. И ете, после долги години, оваа вечер, неговиот другар му ја соопшти таа позитивна вест. Готово, женава очтек се исклучви, готово, перде ролетна и падна. Леле, стоко не ми кажа, браво, леле, шупо, утре одам одма од Сабајле, ке земам шпикозни едни розеви, едни сини, зашто со инвитро, така со инвитро не е битно. Тие така се раѓат, знаеш, по две, ако не чинат, јас ке ги заменам, уживај, леле, супер, готово, бате, заборај женава, Жура, ни женет. Ни се обидува да зачне. Нема везе, брат. Влеговме. Се направивме ѓубриња, ѓубросани. Се појави адвокатот и повторно слободо! Така да, во живот неам јас излажано. То ми беше поентата. Исто, например, друга од овие Божи заповеди е, например, не убивај. Ја знаете. Не убивај, мислам, не ни планирав. Кој е тој бе од Сабајле што се буди таков целиот со ентузијазам? Чеви ме какво е временце, брат. Охо, сончево и тивко. Преувала скинам некој. Мислам, имат психопати сигурно некаде во светов, ама овој што го водит над преваров, може да свирни, да му речи, напушти утакмица, излези пред да направи некој фаул во напад. Не убива. А може, веројатно во преводот е нешто настанато. Може истото да се каже со малце по-позитивно гледиште. Например, место не убивај, да биде убава си поминиш. Ви како е одма, знаеш, некако колонч, такво порелаксе. Убава си поминиш. И некој кој ќе втикачи некоја појке в кафана, кој речи, аве кој пичке материна, се скинам некој. Одма ќе стани другаров, ќе му речи, молим те, среди се, со овај однос, брат, нема влезиш во рајот, молим те, опушти се и убо да си поминиш. И овој ќе речи, леле брат, фала ти еј. Пичку матер, некако натрешно ми дојде, не знам, не сакав да направам вакво нешто, ама од цело време некој што ми повтори, не убивај, ми идат да му ја влепам една. Во сообраќајов исто. Све од негативистичка гледна точка. Во сообраќајов. Ја знам онде патувам 30 години кај Ботун поминвам, го гледам знакон и вие го имате 100% видено. Опасна кривина. 30 години. Поправите ја, море, пичка му материна. Во 30 години. Па не багери, деца на екскурзија да одеја, со лајче за еспресо секој вака да земеше троземја и да ја фрлеше потаму. Па не тунел, обиколница ќе се направеше. Ама не, кривинава, знаеш каква е? Опасна, брат. Или, например, пази одрон. Кај е? Немат. Па шо, мој да имат. Аха. А, например, имало некогаш во последниве 20 години? Не, ама ние пресметавме тука дека може да се деси некогаш да имат одрон и зато пази одрон. Брат, така ако гледаш, може и украинки да имат. Ама немат знак стаено. Пази, мајсторе! Украинки, Крени ја рачната, запали цигаре и почекај. Мој да имат. Пази, украинки! Не, од негативистичка гледна точка. Стварно не можам да разберам. Само се такмичиме за некои такви глупи работи. Сите сакаме нешто појако да биде, поубо, побрзо, цел живот, човече. Оиш завршвиш, дипломираш, таман си викаш,
сега ќе здивнам. Не, иде тетките на матура и ти викат, ајде, и за поголеми дипломи ти даме. Чекај, море, сега дипломира в пичка му матер. Ајде, добро, оди, докторирај, таму не знам шо. Си завршил, си докторирал, идаш. Ти викат, ајде, стариов, ајде сега жени се, шо чекаш, толку е времето. Добро, си викаш, може така треби. Одма првата шо ќе најдеш, пред зграда ја земаш и викаш, тато, се зедовме. Та викат, не е точно, прекини, молим те. За твое добро е ова, уживај. Се зедовме, тато, готово. И овој ти вика, се зедовте, што чекате? Ајде, прајте нешто, прајте, сакаме внуци да гледаме. Ти викаш, fuck it, добро, ајде, тука пред татко ти, пао, ја легвиш, прајте, дете, пам, 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 по кратка поставка, она, на брзинско, разбираш? Так, ова дават све од себе, го раѓат детево, и викаш, иде теткиве на мекици, го гледат, машала здраво и живо да е. Допата ушедно, пичкави матери на море, нека здивни дженава, крвареше досега. Крвареше море, не е лента во костал ова, па ајде мајсторе. Ама ако инсистирате, fuck yeah, окей, ја зема жена ти, пао тука в мекици ја облюбвиш. Фал со тие мекиците пред сите, пред тетки. Побрзо сакавте пички едни! Еве ви, пао! Све се измеша дома, кластер нов настанате, боли курот, нека е појако! Маваш тука со мекиците, родниниве да не знаат што е мекица, што е куленот. Све измешано. Женава се напињат, прават, пао, еве го детето! Се понашат ко магионичар на детски роден ден, само ваѓат нешто. Пак ти викат, ајде, допата ушедно, па пак се напињат женава, ваѓат од тие децата што ги чувате за гости кои ќе дојдат евентуално. Да имат, пао, еве ви, убое! Појако. Појако да било. Господе Боже, се такмичиме цело време и тинејџериве ги гледам на Facebook, на нешто TikTok-ој. Сега читав еден форум, викат, секоја генерација, статистика направиле, се такмичит да ја изгубеле невиноста барем 15 на минути порано од претходнава, за да е појако, поубо. И сикам, вака ако терат некој тренд таков глуп на такмичење, па ќе дојде време кај шо ти во утробава кај мајка ти го ќе си, ако немаш 7 разводи, и ако не си заборџен кај 3 лихвари, ништо ти се нема десено, брат. Не, ти внатре во утробава, на мајка ти, како да речам, утробава си, и се јавуваш одма журка, правите, викаш, ало брат, дојете, сам сум дома. Ама ваму заклучено е, влези од задна врата, како е возможно, не знам, стајди се. И внатре, во мешево од мама, внатре, журка се дешават, кои ќе прашат комшивката, како бебушов клоцат? Не да клоцат се строва клецат внатре. И кои ќе се родит, то све внатре ќе имат поминато, паралелно ова женава и мајка и баба ќе станит. Ова со си децата ќе се родит. И само во тој момент, ова многу јако е. Само во тој момент, ако станиш ти и мајка и баба, или ако си и дедо и татко истовремено, само тогаш е оправдано да му речиш на децата, колкај сакате бидете, за мене, секојаш ке сте деца. Ви си имат десен. Секојаш ке сте деца, море направи исклучок од правилово, брат. Зашто имат ситуација, татково 97 години, синчево 78. Ме следите? Кој ќе дојди, комшија ај речи, Митре, шо правиш, убо, еве, со детево излегов, не? Ќојме на интерно заедно. Ќе поделиме кревет фамилиарно, поевтино ќе ни излезет. Што зборвиш, бре, ова твоето е? Машала порастено. Да го видев, не ќе го познаев. Колку години имаш, пиле? 75. А уморе ова зборвело?
Машала, машала. Напрено било. Ту-ту-ту. Не ми го плюй, детето море. Ти ми го инфицираш. Во ризична група ми спадат. Извини се, забораев, не го има видено долги години, се превозбудив. Леле. Машала, машала, само го пуштате надвор? Не, како само, мало е. Не, ќе излезит, после не знајт да се вратит. Мало е, уште не. В петак дојди, ќе му правиме роден дан, само најблиските. Ама не го правиме ко други пат во игротека, овај пат во аптека ќе го правиме. Со што сакаше Мило да ми тие направиме тортата? Со хелекс? Такво време во дојде. Другарчинава што му се секоја различна терапија пиет. Едно за масноти, друго за шеќер, трето за притисак. Со стентој, со ова, со она. Таков му е класот. Зато вака во аптека, кој што му треба нек си земи, нек снапиет. И да знаеш дека уште овај роден дан му го правиме и од в година поќе не. Зашо уште две другарчина му останаја? Другите ојдоја во опсајд. Фала ви многу, тоа е се за ова вечер. Фала многу. Thank you. Чувајте се, драга бандо, се гледаме во помирни времиња. Епа! Рампа